На сите фала ви што одвоите од вашето скъпоценно време да дојдете на оваа обука на сема подобрување здравјето на ученици и средношколци преку значењето на живата растителна храна во исхраната на консументите. Проектната иницијатива е финансирана од локалната од Сдруженијето за развој на локална заедница ШТИП, финансирано од Американската агенција за развој USAID. Предавачи ќе бидат Милена Димовска и Никола Димовски. Во текот на обуката учениците ќе се запознаат со начинот на припрема на храна, значењето на живата растителна храна во здравјето и интелектуалната моќ, физичката активност на консументите, и ќе биде директно презентирано како се спрема намази, како се подготвува храна, како се подготвува бургери, врапови, крекери, така да учениците да се запознаат и да почнат сами да припремаат и да знаат како живата растителна храна влијае за здравјето. Сега ја замолам Милена да почне со презентацијата. Благодариме. Може да се пуши слайдове. На сите, јас се жал вашиот език не го знам, ќе зборувам по скопски, се надевам ќе ме разберете. Јас и мојот сопруг 12 години, 2012 година во јули, ја сменивме исхраната и како во повеќето случаи, значи во 90% од случаите, луѓето ја менуваат исхраната кога ќе многу почне да ги боли. Значи кога никој станува многу болен во семејството. За жал од 2012 година до сега ситуацијата од нашата обсервација или со нашите сознанија не се подобри. Ние веќе и во Македонија, не само за американците, каде што станува збор за иницијатори на брзата храна, на прсканата храна, на сите нездрави навики, во Македонија веќе не постои семејство каде што нема тежок болен. Значи секој се соочува, дали тоа се децата или родителите, со некаква си аномалија на телото. Нашето тело не е направено за да биде болно. Ние, повеќето луѓе, треба да се раѓаме и да живееме во благосостојба. Благосостојба значи да не боли ништо. Генерацијата настанува со нашите активности. Оно што е најбитно за физичкото тело, можеме сите да размислиме и да се договориме дека на прво место најбитно за човекот е воздух. Че без воздух умираме за неколку минути. Дали знаете на второ место што е? Никако. Исус 40 дена без вода во пустињата нема прво. Исхраната не е на второ место. Нешто што мора секој ден да го правиме. Да спиеме. Сон. Значи, ние има тестови студии правено каде што луѓе до 24 сата почнува веќе регенерација. Значи, како не спиеш, вештачки се одржувале до 72 сата, после тоа се станува мозок. Значи, ние мора да се најдеме во хоризонтална позиција еднаш по 24 сата за да функционира телото општо тело. На трето место што е? Не е храна, не е вода, одмah да кажам. Не. Има луѓе во кома што лежат со месец ништо. И се живе. Сонце, светлина. Значи витамин Д и активирањето на тој витамин Д преку кожата и одредени активности во метаболичките процеси. И после тоа на четврто место доаѓа водата па храната. Значи ние како физички битија, значи за духовната не правиме генетска муабет, ние прво мора на ова тело да му дадеме живот. Тие се првите три работи, значи мора да дишаме, воздух чист, мора да имаме сон мирен и мора да имаме сончева светлина. Студии се правени на затвореници нели во затвор, каде што ставени во самици нема сончева светлина. Ние во Македонија ги имаме сите тие предуслови. Во Скопје не е со чист воздух сега,
Меѓутоа, ние во Македонија, за разлика од северната хемисфера и луѓе кои што живеат на екстремни непогоди, да кажам, кај нас ние живееме во благосостојба. Значи, имаме предиспозиција да живееме во благосостојба. Следното нешто во Македонија е храна. Значи, кај нас веќе имаме веќе сонце, имаме вода, сега како што завозахме наваму зеленило, вода тиште на сите страни. Значи, ние имаме предиспозиција да бидеме здрави. За жал, маркетиншкиот притисок што се врши врз младите луѓе до 25 години, настанува дегенерација. И сите имаме некакви болести. 2012 Мала дивесија што сака да каже со пример. Кога гледаме телевизија, вие дали сте виделе до сега реклама за телевизија за јаболка, како држи некој јаболко во рака и рекламира јаболка или банана или било кој овошје зеленчук. Имаме реклама за што? Имаме реклама за месо, имаме реклама за чизи, мизи, бизи, така натаму за млечни производи. Значи, нешто што е добро, не го треба реклама. Нешто што не е добро шикменно, се врши притисок, да, тоа е конзумира. И сега имаме следниот слайд. Значи, директно ќе преидеме ние на храната. Без на човек кој што е најприроден и најздрав, јас на сите на нашите курсови за здрава храна сакам да им кажам за Тарзан. Или ги Тарзан, сите го знаеме, значи да не бидеме религиозни, се што јадел Буда, Ганди, Исус. Се фокусираме на Тарзан. Тарзан живее во природа. Тарзан носи живела малку планишта. Што се за деца, не се за деца, не се за мозок. И тие треба да дадат некаква символа. И најчесто го кажуваме Тарзан, кој што и анимирани, го имаме и во филмови, го имаме и во цртен. Така да, тој ќе ни биде пример рефер за здрав човек. Секогаш кога сакате да мислите како треба да живееме, како изгледа здрав живот на исхрана и на животен стил, ќе размислите за некој што живее во природа, значи дише чист воздух, пие чиста вода, има максимална физичка активност и јаде mono-meals, се викат на нас. Тоест, еднолични оброци. И тоа на жива храна, Тарзан очигледно и никој од нас нити е роден со шпорет на грб, нити со клучеви за орање или за житарки и така натаму. Значи Тарзан скока на едно дрво, јаде 20 банани, скока на друго дрво, јаде 15 манга, јаде средно за вечера 10 ананаси и он завршил со исхраната за денес. Може понекогаш да штрбне некој лист или некој корен или некој ореч. Тарзан, па и ние по природата, никогаш не би можеле да изедеме една торта, класично. Или никогаш не би можеле да јадеме губеница со ореви, зашто губеницата зреја во август, а оревите зрејат во октомври. Значи никако не може тоа да се јаде заедно. Една типична оброк македонски, да го крстиме, содржи внатре, торта ќе земе. У торта имаш брашно, има јајца, има млеко, има шеќер, има некое овошје, има квасец, не знам што веќе се става. Значи, кога ќе дојде тоа во желудникот, без разлика тоа што нашите очи можеби му изгледа привлачно затоа што све светка, во желудникот се зебунува. Века шо, сега ти мене ми стави. Едноставно телото не може да го препознае сите овие намирници што ги става нашето тело и потоа да ги конзумира. Еве зашто, затоа што секоја намирница си баре башка ензим. Ензимите во телото ги лачат жлезите, устари се, главниот бризгувач на ензими е панкреасот. Значи панкреасот и жолчката, нормално и другите жлезди кои се наоѓаат околу дигестивниот тракт, и тоа панкреасот е главниот прилачач на инсулин сега, ама инсулинот не е единствениот хормон. Ензимот е тој што е разлага храна. Сите, значи тоа е живата материја, например змијата кога голтува цел зајак или цела срна, сама од себе се разграбува во дигестивниот тракт на змијата, или лавот, или било кој друго живот. Ние сме единствени што готвиме храна. И ние сме единствени кои што волку намирници мешаме. Дали сте виделе во природата лавот? Значи лавот го лови животното и го конзумира. Дали го меша со нешто друго? Не. Значи јаде мономици. Да, Никола секој каже пицот. Лавот на ден јадел 20 кила, вика месото. Имаше еден виц кој што прилепски коничар и вели вика лавот конзумирал 27 килограм месо на ден, вика.
Да го јада со леп да вида вика дали ќе конзумира 27 килограми. Ева тоа е. Значи, главната работа во нашиот дигестивен тракт и во нашето тело се ензимите. Вие предпоставам знаете од биологија дека женските деца се раѓаат со се јајцеклетки, со ограничен број на јајцеклетки во двата јајни. Исто така ова тело се раѓа со ограничен број на ензими. И ние ензимите мора да ги внесеме преку храната. Иначе како поише си ги трошиме нашите, така поише ќе немаме и тоа е процесот на деградација на телото. Ензим умира на 42 степени. Значи се што ќе допре, се што е жива материја и ќе допре 42 степени, им се менува молекуларната структура. Кога ќе се смени молекуларната структура, тоа веќе не се разградува нити во земја, значи печено јаболко во земја скапува, нити во нашето тело. Во нашите црева готвената храна скапува. И сега тука има еден куп студии, еден куп доктори и така натаму. И сега е прашањето, ја можам сите да ви ги изналистам тука, меѓутоа земјата тука е стара негде 6200 години, Господ човек тука создал од прилика тогаш. И од тоа е откриен огинот, навлегува ѓаволот у нашата подсвест и ние почнуваме се групираме. Значи храната се готви и се менува молекуларната структура на храна. И тоа веќе не е храна, тука е отров. И има еден доктор кој што јас доста касно го открив преди на 6-7 години. Тој се вика докторот, не е тука на другиот слайд, ама докторот направил некој правил пред 100 години едно откритие, да го крстиме, каде што он открил дека нешто е храна, а нешто се останато може да биде или е храна или отров. Значи не може да биде и едно и друго. И прашањето на тоа што е храна, храна е за нашето тело е се што има ензими, што може само да се разгради, што не ни ги оптеретува органите да си лачат, да трошиме од вродените наши ензими. Останатиот дел, тој доктор го поделил на нешто што ствара киселост во тело. Значи нашата пеха, знаете на скалата од пеха, од 0 до 14. 0 е киселост, лимунот има 0. А 14 е сода бикарбона, например, база. И сега на скалата на pH вредност, на алкалност, нашата крв е 7,35, значи благо алкалност. Во моментот кога ќе падне под 7,30, тука завршува имуниот систем. Значи тука се распаѓаат органите и не може да функционираат метаболичните процеси. Овие доктори, сите што се, например, Ричард Шулц, Макс Херсон, они се занимавале со многу тешки болести, кои што јас денеска немам намера да ве одредувам, вие сте сите здрави и млади, и не ве боли ништо. Меѓутоа јас ви гарантирам дека после 30-та, не 40-та, после 30-та година веќе сите ќе почнете да ги осеќате последиците од готвената храна. На еден или на друг начин, сите ги боли. Само тоа да ви кажам, не постои никој во една прилика и на докторка Слажена Велков и викам, ама доктор, и другите деца јадат, не знам, буреки, јогурти, кифли за доручек, ама мојава е болно, и вика, не, сите се болни. Само е прашање на кој ниво на свест некој, или ќе рече, о, нешто случајно се сопна, па не знам, никој одејќи по улица не го стрефило диабет. И ние сакаме веднаш да ги видиме негативните ефекти. Значи, кога ќе крснеме нешто, ова е здрав, ништо не може да се случи. Тоа не може да биде веднаш. Ќе биде после неколку месеци, после неколку години и така. Се додека сме млад организам, се викаме ние ветерина. Значи, можеме се уште да ги пребродиме овие негативности. Но како минува периодот, полистите доаѓа. Јас овие за вас ги излистав туку, суштина грото се на англиски, докторален Дудич излечете се сами имате на кирилица, ја верувам дека си ги знаете англиски. Значи ова е денеска живееме во за не да Боже. Информатичко време, убаво е да си ги запишете, брате го мене на слайд. Значи, тоа што ви го раскажам на кратко, вредноста на крвта, алкалност, нашата тенденција треба да биде да ова тело го растеретиме. Сега прашање на кој колку сака да биде здрав. И веднаш ќе се поставуваше прашањето, ама ако късна малцува, ако испушаме на цигара, ако испијаме едно кафе, значи нашето тело е невидена машина. Се може да поднесе, само е прашањето колку сме свесни кога да сака да дојдеме. Значи ензимите
водата, она што го движи телото, се најбитните фактори. Тоа го нема во готвената храна. Оризот, например, е единствено нешто кое што се хидрира при готвење, затоа што е азли со другите житарки. Останатото се суши, му е сушиме водата и автоматски имаме дехидрираност. Кога купувате еве кучешка храна во продавница, во кучешката храна, она што е сува храна, готова храна, инаку имаме дома куче кој што е 3 години, И 2 години е жива храна. и 2 години е компletно жива храна, включително, значи ја и место. Затоа што беше болен. Но, затоа што беше болен. После година дена конзумирање на готова храна, кучето почеше да кашла, да му опаѓа влакното и да полетува веќе со месеци. И ние свативме, чека се, нешто мора да преземеме. Ја сменивме комплетно страна, меѓу кои живо месо, ке што е јаболки, моркови, спирулина и многу други некои намирници кои што едноставно го подобри имуниот систем. И кучето веќе од тогаш ниту сме посетиле ветеринар, ниту некогаш се закашлало и живее прекрасен здрав живот. Еден пример. Што ми беше поентата на храната? Оно што биде сопругата дека мора да се хидрира. Еве доаѓаме во летен период кога многу е битно да внесуваме течности во телото. Најчесто луѓето кога ќе дојдат при нас на курс, кога ќе направиме анализа прво, секогаш ги прашуваме, ајде кажете ми вчерашното ваше меню. Не зборуваме за тоа дали храната е здрава, енергетските вредности. Прво сакаме да видиме од утинските часови до вечер. Сите оброци кога ќе ги наведеме, ние сваќаме дека 90% од луѓето се дехидрирани. Не консумираат доволно течност. Што е главен причинител за сите заболувања во понатамошниот период. Да се вратиме на тоа. Еве една кучешка храна кога купувате готова храна. Ако му дадете да речеме 300 грама од готовата храна на кучето. Прво што пишува во напомена колку вода треба или колка оканче вода треба да стои до готовата храна. Значи, кучето мора да председа или да внесе течна, за да може да ја изеде готвена храна. Индустријска храна. Индустријска храна. И сега има многу луѓе кои што јадат готвена храна и викаат, ама јас не можам без 3 литра вода, многу ме тера на вода пиење. Да, има сол во храната, има зачини, има ништо што ако ти не ја испиеш водата, за да го бутнеш или нешто да го сврти отровот во телото, нема начин како да го испали телото. Водата е главниот двигател, крвта ни од вода, течности, телото е составено од течности, вие знаете. Еве биологија. Колку проценти вода содржи човечкото тело? 70. Живи и здрави, точно. Браво. И сега се свртиме на темата што значи да не бидеме затруени, значи да бидеме позитивни, да не мораме сега да правиме муабет за болести, темата што значи да бидеме. Значи, 4 излезни канали на телото. Кај сте идува добра, ние сме машина. Замислете како кола, ставаш бензин, негде мора да излезе го заднеш. Кога Карл Бенц, познатиот инженер, го конструира првиот автомобил во неговата инженерска лабораторија во градот Манхаим во Германија, тој го креирал автомобил слично на она што представува човечкото тело. Значи мора да имаме копитен, мора да имаме мотор, мора да имаме ауспух и тоа што сопругата сака сега да го каже, значи ние она што го представуваме, ние ставаме гориво во автомобил, но имаме еден излезен момент на сите оние гасови од. Значи, главниот излезен момент, кој што ние го занемаруваме, е најчесто дебелото црево. Луѓето не сакаат да разговарат, побожам нешто е тоа срамота, побожам никој не е вечера и сите се криеме, не знам на шуличе тоа. Кога ќе поставиме праша, колку е нормално. Значи, нормално е да дишеме, нормално е да мокриме секој ден, меѓутоа на луѓето не е нормално да разговараме за останатите два дела на прво кожата. Физиолошки потреби. Процеси се. Значи, прво и основно прашање, дишењето не е јасно, бубрезите. Колку пати на ден, со која брзина, значи вртат бубрезите на ден. Колку пати на ден треба да мокриме. Не правам муабет за содржината на мокрачата и не правам муабет за количината на мокрачата. Дали знаете? Колку е здраво, колку е нормално? Брзина на бубрези. На сите. И на бебе, и на баба од 90 години, сите имаат иста брзина. Бубрезите вртат со иста брзина. Дали знаете? Колку?
10 до 12. Здраве. Не здраво тело, може исто 3 пати. Може и лична една диализа може да кажеш. Значи, дали е ясно колко трябва да се хидрира клетката и бубрезите, колко трябва да се изяде свежа храна, за да одиш 10 до 12 пати година. Чисто луѓе кои е летен период, мала дегресија, одат начетно на екзотични дестинации. Летен период, или има во Тунис, или има во Египет. И нешто кој ќе се вратат луѓето од овие дестинации, и они храната беше катастрофа. Не можете да се наникне на храната. Водата. Да, многу покраќања, водата нешто. Сакам да ви кажам дека сите се враќаат. Прва напомена кога ќе влезете во Египет како дестинација, покрај основните податоци за државата, една од напомените е таму да се конзумира исклучително големи количини на вода. Значи да се хидрирате, затоа што на 50 и кусур степени вас ви треба толку и толку вода. И најчесто сите обвинуваат храната кога ќе се радат од тие големи резорти, all inclusive и така натаму. Сите веднаш одат кон конзумирање на месо, на она што буквално на барбекю и прженици на страна, а го занемаруваат огромниот капацитет на салати и на свежи плодови, манго, банани, се што она доаѓа од афричкиот континент. И тука се јавуваат првите проблеми. И кога се рата во Скопје, не можеме да се наникнеме на храна. Не, напротив, не дадете здрава храна, не ги прочитувавте препораките на самата дестинација, она што Страстината Министерството за здравство ги препорачува оваа организација, не конзумирате доволно вода. Што сакам да кажам, дека водата се рати е основното, па се понапред може да се добро. И сега, која вода е најсоодветна за нас? Нашето тело најдобро прима водата која што има калиум. Калиум е нешто што го има пред се во свежото овоше. И тоа кое овоше? Тоа што расте повисоко. Значи, викаат што поблиску до облаците, тоа повеќе енергија. Сакам да кажам дека морковот нема иста количина на вода со праската. А проблемавето, нашата след, значи, јасно ви е заклучата дека не треба да ја мачкаме, да ја шкрачкаме, да ги затвараме полите, дека треба да се движиме, да се потиме, да бидеме во топла средина, значи на никој не му е убаво Норвешка да живее, не, барем не. Убавината е кога има сонце, кога не е топло, носиме што во мазалишта, се потиме за да вртат токсини. Сами знаете дека македонското знаме е прогласено официјално за најубаво знаме во рамките на Обединетите нации. И нашето знаме што е? Сонце. Дека сите од македонското сонце има место за сите. Значи дека тоа е наш бабен брез. И нели тоа не беше третото најбитно нешто? Витамин D и светлина. Луѓе затворени станица, тоа е едно од најголемите казни, после смртната казна. Значи тука завршуваме со кожата, јасно не е дека ни треба витамин D од сонцето, дека треба да се потиме, да вртат течностите и доаѓаме до дебелото црево. Затоа што дебелото црево не е главната канализација. Има и на доктор Ричард Шулц, кој се занимава со екстремно болни случаи, значи луѓе кои што се на умирање, и он кажува дека од неговата статистика не е само од сите други јас што сум ги анкетирала, контактирала и така натаму, дека 99% од луѓето се подвижна задната канализација. Значи секој еден од нас, почувајќи ми имене, Никола, Шкотанчо, Јорганчо, Фиданчо и Сетка Ана и сите кои што јоле сме се освестиле, и треба време се уште да го испразнаме дигестивниот тракт и се уште носиме доста отрод. Во големиот број, значи, правиме муавет за 90% од луѓето на планетата. Значи, луѓето ги дојдат на курсеви и ги прашуваме колку пати излегувате понат. 90% велат дека излегуваат барем еден пат, максимум. Во денот. Да, во денот. Сега пак ќе ве прашам, колку е нормално да се излегува понатвор во денот? 10-12 пати. Сина на бубрезите, тоа не е во пред... Дали е во ред да се јаде, речеме, ева, имаме доручик, ручик, вечер. Дали се сложувате дека треба да се јаде 3 пати на ден? А кој каже дека треба да се јаде 3 пати на ден? Кога ги се јаде, тогаш јаде. Значи, најчесто ќе додат луѓето вика, со оваа храна не ме држи. Викам, зашто да ме држи? За гранка, за јадо, не знам зашто треба да ме држи. Значи, ви се јаде и јадете јаболка. Повторно сте гладни, јадете уште едно јаболко. Повторно сте гладни, јадете уште 2 банани. И дојде се момент кога вистина нема повеќе да ви се јаде. Што значи дека
Нема правило колку треба да конзумира, што значи дека колку пати јаде, глобала треба да излегуваме толку пати понатаму. И сега лимфата да ви кажем како функционира. Наш паралелен систем, анатомија, не знам во кој одделение учевме, кој ни покажувале како изгледа крвниот систем и сите крвни капилари, паралелно, паралелно имаме лимфен систем. Лимфниот систем има 3 пати повеќе течност, капилари и сообраќај, 3 пати повеќе од колку крв. Затоа, ако, например, ја имам 5 литра крв, значи имам 15 плюс 15 литра лимфа во... И крвните капилари во лимфниот систем се многу поголеми од крвниот систем. И сега, крвниот систем е затворен систем. Значи, ако почне да тече крв, имаш проблем. Лимфниот систем е отворен, он се празни. Кај се празни лимфниот систем? Во дебелото црево. Исто и јетрата. Јетрата ја пречистува, да речеме, крвта, и јетрата се празни во ѓубрето од крвта, од јетрата ја чисти ја прво дебелото црево. Од затнување на дебелото црево, непримерно, кога правиме муабет за болестен, денеска не правиме муабет за болестен, само да ви кажам дека темата мора прво да биде канализација. Значи мора прво да правиме муабет за жал. Јас би сакала со сите да си правам муабет за рецепти на смудија, меѓутоа 99% од луѓето не се дојдени на ниво да правиме муабет ние дали банана или манго треба да се јаде. И сега доаѓаме до моментот која е најштетната храна. И сакала сите да се слушиме тука дека не треба да ви објаснувам за алкохол, за кафе, за цигари, за енергетски пијалци, за се оно што се рекламира, да се вратиме на моментот. Зашто требаше реклама? рафиниран шеќер. Што да ви кажам? Сите знаете дека тоа е нездраво. И сега каква Сите отрови се во деминутив. Кафенце, се на це, на че, јогурче, све некако деминутиви се стават. Значи, храната по вибрација, најголема вибрација има трошна најгоре на храната. Значи, обоше. Има. Научници ги мереле фреквенциите, нашето тело фреквенции, не знам сега како правиме муабет, кога за реанимирање на човек при срцев удар со 170 750 МГц, не знам што. Значи, херци се калкулирани и е видено под микроскоп и е гледана храната. Што значи неготвена храна? Што значи? Не, како ние функционираме? Дали имаме ние гориво? Дали ставаме бензин од нас? Како ние функционираме под микроскоп? Ајде, Никола Тесла. Енергија. Значи, ние сме жив организам, што значи дека несувајќи жива храна, несуваме гориво во нашиот организам. И сега, нормално, дека некогаш јадеме дехидрирана храна, како што се лешниците, бајаните, тоа е релативно сува храна. И понекогаш јадеме и безмасна храна, тоест, па и масна, например, авокадо, оревот содржи масти и така натаму, а печената храна или благообарената храна, значи без да се прши, да се прекурува, таа веќе доаѓа скоро на 0 Hz. Тоа што сакам да ви кажам, само да кажам нешто. Да. Сакам да ви раскажам накратко за некој кој што мене ми ости најголем впечаток од сите книги и сите научници, а тоа е доктор Арнолд Терет, кој што објаснил што значи точно дека готвената храна е главниот проблем. Меѓутоа, за разлика од луѓето кои што не ги боли многу, како што сме ние тука сме релативно здрави, ретко се освестуваат луѓето како што се семејството Христови да бредат малтене преку ноќ на жива храна и да раскрстат со симптомите на детост. Затоа што ти ако од денеска почнеш да не пиеш кафе, кафето е дрога. Кафето, цигарите и алкохолот се легални дроги, пред 100 година алкохолот бил илегален. Што се смени со нашата једа?
Значи таа дрога, како и кокаинот, и хероинот, и марихуаната ствара тешка зависност. И шеќерот, 70 години цигарите се копят по него. Докторите имаме погледите и рекламите во втората половина на 50-тите години, 60-тите, каде докторите рекламираат цигари, дека тоа е здраво да се пуши, дека тоа го препорачуваат на докторите. трудници. Вие се една од најдобрите реклами за кама цигари. Јас вака викам на луѓето. Која година Њутон е дефинирал гравитацијата? Дали дека делеше крстен некој? Дали текстен некој? Пред да ја дефинира Њутон гравитацијата, луѓето летеле, немало гравитација. Значи, дали ти си го дефинирал или јас, тоа не зависи. Законот постои за сите. Значи, готвената храна е проблем. Она што е главно за мене по објаснувањето на готвената храна, го добил тој докторарно терет. Метаболичните процеси, значи, готвената храна, на страна што нема ензими. Еве кога имаме варен компир. Ќе некој ќе рече, готвената храна прави имунолошка реакција. Што значи дека нашето тело се буни и вика што ми стави сега ти на мене, немам ја ензимизова и прави имунолошка реакција. Многу просто пластично кажано. Имаме живо јаболко, така го ставаме во земја. Што расте? Јасте, јаболка, имаме дрво. Ставаме печено јаболко во земја. Што расте? Гние, не расте ништо. Ставаме живот во телото, добиваме живот. Ставаме мртва клетка, добиваме ништо. Мртва енергија, нема енергија. Во телото се јавува шлаем. И затоа тој докторарно дирет го крет слуз. Тоест, имунитетот го напаѓа готвеното нешто што ќе влезе во телото, го обложува со слуз и пробува на најбрз начин да приспали за да живееш, за да те спаси. И она што е слуз, не слуз, уште го дели и на гној. Гној ствара се што е од животинско потекло, без исклучок. Значи нема тело на планетава кој што може да изеде јајца, ама делом јадеше сирење од лазарополе, сам ги мозеше овците и така натаму. Оваа машина, таа машина работи на својот принцип. Се што ти ставиш од животинско потекло, ствара тело. Значи прво мора да се договориме дека претходните алкохол, каф, цигари, рафиниран шеќер, тоа е све заедно комплет, готвени, па и живи. Производите од животинско потекло ствара гној. И повторно се враќам на моментот, зашто е потребно, зашто немаме реклама за јаболко, за праска, него имаме реклама за чици, бизи, се што е млечен производ. Огромен број на реклами, секојдневно, преку медиумите се пласираат исклучиво за млечни производи. Не толку за месо, колку што за млечни производи. И сега јас сакам да ви покажам, ќе ви покажам и со готвењето, дека воопшто не е тешко, не е страшно да се јаде само овој. Тоа да напоменем, уште една само момент, мала дигресија. Млекото има своја млекото има своја намена во природа. Зошто служи млекото како производ? Од цицачи. Ние сме цицачи, така. Зошто служи млекото? Зошто мајката произведува млеко? Значи, единствената функција на млекото во природата е мајката за младуче. Кога ќе заврши периодот на цицење, млекото треба да заврши. Но ние сме единствените суштества на планетава кои што цицачи, кои што продолжуваме да конзумираме млеко и да го злоупотребуваме и од друго живот. Дали сте виделе да некој друго камила нахрани друго живот? Не, ние продолжуваме да конзумираме млеко и од друго живот. Сакам да кажам дека млекото ние го вариме, сидење. Дали сте виделе некој друго суштество да конзумира производ, млечен производ? Не. Што значи дека млекото на мајката има своја структура. Млекото на мајката не содржи ниту протеини, не содржи ниту масни, во мали количини, содржи најмногу јагни хидрати. Зошто? Затоа што ние јагните хидратите ги синтезираме во масни, а нашиот мозок се храни исклучиво со јагни хидрати. Значи млекото има своја намена, своја причина. Ќе позборуваме малку повеќе со прашања од ваша страна. Сега. Значи, опрема дека ви треба, ви треба.
купуваат без алатани на заната. Значи, и може да биде и скапа и ефтина, како и се друго, може и скапа кола да призиме, може и ефтина кола. Значи, прашање на приоритети, ние сите тук имаме релативно скапи телефони. Иако, вие сте тинејџери. И нели нека главен алат за работа телефонот, ама сите држиме телефонот неколку стотини евра. И дека има негативен маркетинг дека оваа храна е скапа храна. Не, напротив, оваа храна е многу поевтина од се друго. И сега, Никола пред некоја време ми напомена дека излезла на телевизија прекарбена, социјална прекарбена кошница во Македонија. За 4-члено семејство, дали знаете колку било? 60 евра илјада беше социјална пакет, што, нели, таа прехранбена корпа и што треба да стои. Социјална прехранбена корпа. Јас пред некој ден во групата Здравје од природата, каде што сум администратор, и каде што разговараме за живата храна, ја отворивме дебатава, уствари ме нападна таму дека авокадо е замешници биле скапи и волуми и така натаму. И јас ги извадив фискалните сметки од Скопје. Значи рачунаме дека надвор од главниот град храната е поевтина, затоа што избавчите и неувозна, ја во една прилика бев во Берово и кога побарав да купам од дукенот патличен, ќе ми рекол, нема ние патличен, ете набери си која сакаш фолија. Како која фолија, па сите имаме фолија со патличен и ми вика земи си од фолиите. И јас се збунив, кога дојдов кај Христови, бев воодушевена, они имаат се во бавчета. Значи, јас дома на балконот имам еден куп работа, се не можам до тоа да се хранам, ама сакам да ви кажам дека во надвор од големите градови луѓето можат сами да си одгледаат голем дел од храната и тоа ни е на нас, да кажем, крајната дестинација. Дека секој треба само да си одгледа храна. Е сега во периодот на транзиција, за да стигнеме да даеме 100% жива храна која што сами сме си одгледале, мора да се снаоѓаме. Еве пластичен пример. Колку чини килограм месо? Свинско. 350. 350. Јагнешко колку? По-скъпо. Еве. 500 е сигурно. 500 е сигурно, така. Телешко колку? 650 пред един месец купував. 650 динари. Ајде сега еквивалентно на тоа. Колку е килограм печено? Најскапа. 150 динари. Така. Нешто што велиме дека е замена за месо. Така. И плюс може да конзумираме живо. Месо може да јадеме живо? Не можеме. По-тешко. Да. Колку е килограм сирење? 500. По-добро. Козјо, најскапа е козјо. А вчера лично купував 420. Значи сите намирици ако ги ставиме, колку е табла јајце? Затоа оваа прехранбена корпа социјална доаѓа до 1000 евра за 4-члено семејство. Затоа што се е скапа. Кога ги речам дека храна, колку е литар млеко? Кој што нема ништо во него. Тоа е креч. Како да фарбате поликолор за ѕидови, немате ништо во него. Нутритивни вредности нула. Колку е литра млеко? Во Стокома камари, еве најефтини 70 dinara. Ние правиме дома свежо баденово млеко, нормално кога имате алат, а треба да имате алат, затоа што кога тоа што вели сопругата, ако сите може да носат мобилни телефони од 1000 и кусур евра, тогаш секој треба да има дома или свесно семејство треба да има сокони, треба да има добар блендер и уште неколку други апарати во домакинството, кои што нема да стигнат до цената за еден мобилен телефон, кој што нема никаква вредност. После неколку месеци вие може да го продадете, одно што вика depreciation платна цена 70%. А ова секој ќе ви носи здравје. Што сакам да кажам? Литро млеко кој што ние го правиме дома, од покиснати бадеми со апарат се што треба, чини 70 dinara. Со еквивалентно исти број на протеини внатре во него, број на масти, ензими и се друго. Најбитно алкалност. Бадемот, очите јарка сте говорили алкален. Тоа значи дека вие со внесување на бадем, на мала количина, примерно овие кило бадем да изидеме, на мала количина секојдневно, телото се алкализира. Значи се што сме натрупале со декади во мојот случај, во случајот на просторките, ние очистиме. Значи ние мора да дојдеме на процес на транзиција, тоест процес на чистење на телото. Нашето искуство кажува максимум 6 месеци. Значи 6 месеци престанувате со сите отрови, престануваме да јадеме се што е од животинско потекло и имаме транзиционен период 6 месеци. И мене ме фаќа стрв за компир и мојот маж сака леќа, и граф, и ртенаме, и готвени така натаму, што ти Данчо ќе ни каже,
Баница и Кршкала. Баница. Сите си имаме некоја слаба точка и најинтересно ми е кога ќе не прашаат луѓето, значи на почетокот се правдавме, сега више авторитетот е друг, нема више правдање, со доктори не разговараме, значи медицинските позиции, јас не замарам денес, значи сите не се јасни, сите не се пројдени. И прашањето е, што сега ти не смееш да јадеш јајца? Да би се не смеам. Не да смеам, него што имам пари, па можам да седнам у која сакам кафана, можам да нарачам што сакам. Значи, прашање на слободна волја. Кој што сака. Ако- И избор. И не е скапо, затоа што пред 2 дена у таа група, у една дебата, ги објавив моите сметки. Од Скопје во расадникот купен. 40 денари патиџа. 30 денари јаболки Николи, поевтини знаат ги најбе. 10 денари. Чукнати беа, не биле чукнати. Компират сега дойде 10 Портокали денари, 12 40 денари. денари. Портокалите 40 Прашките денари. 39 денари. Зрелите банани. Зрелите банани за колку ти ги дава? 20 денари. Во Скопје ве кажам. Малку потемната банана. И такви треба да јадеме. Затоа што зелена банана има, и вчера разговарахме баш со Симона, дека зелена банана, невозбијана, има некаде, има разлика во нутритивните вредности, пред се во калории. Таа има некаде околу 80 калории. Зелена банана има многу повеќе. И треба да консумираме ваков тип на банана. Малку потемната, што би рекле, не е за лик, не е за око. Имаме еден човек кој што не снабдува со органски придобив. Вика, малку не немам каде веќе да го продадам, па морам да го дадам во зоолошка градина. И ние го купуваме за 10 денари морков. И Затоа што не е цвекло, убаво. а листовите од цвекло ги фрла. А иначе листовите од цвеклото се една од најхранливите воопшто материи на планетата. Значи зелениот лист кој ќе ги видите од цвеклото, црвените капилари, тоа е исто како трансфузија на крв да сме прими. И сега има одредени моменти или кога те петвари, треба да се планира. Значи ние кога си нов правиш велика, значи може 1000 евра сме пропастиле орехи, се збудосале, ртено, не искочиле рецепти. Јас тоа не го сваќам Канта како оде негативен момент. од дехидратор. Едноставно, приготвувањето на храна е терапеутска работа. Вие кога спремате храна, гледате дека на телевизиите сме, дури има и премногу програми каде се прикажува приготвување на храна. И вистина, кога работите со храна, вие едноставно се лекувате на еден начин. Вие уживате терапеутско детство. Не могу така да гледам Джейми Оливер, например, зашто многу се радува кога се снима. Дали знаете кој е Джейми Оливер? Јој, ние стигна Джейми Оливер Делчев, а? А како се пишува? Алачки. Адриана Лашкина се е вкус. Само нижни прсти. Само да ви кажам дека храната треба да ви биде радост. Треба да се радувате, не само на брзина нешто бутне густа и јас кога ќе видам шареливото, па на пазар кога ќе отидам. Че јас се радувам, затоа што некој се потрудил да ми ја произведе храната, а таа е во сите бои, свежа, една праска, еден мирис. И сега, јас, например, со моите 55 кила во моментов, имам више од 5 кила, ама мене ми треба 2000 калории во еден ден. Дали знаете колку има една јаболка калории? Јаболка, банана една, колку калории има? Ама гевреков и јогуртот знаеш 100%. Не. Не знаете, стварно не знаете? Некаде околу 50-60 калории. Едно јаболко треба. Значи колку јаболки ми треба до 2000 калории? 40 јаболки. Ете толку јадам, доктор, така го згракам. Тоа е еден доктор кој што е напишал книгата 80-10-10, ја имам на англиски, има на српски. И он е еден од главните гуруа, он ќе дојде на Македонскиот фестивал на овошјето, ќе разговараме после тоа за него, значи он јаде некаде околу 7 килограми свежа овошје и зеленчук на ден. И дојдеме до моментот, доколку не можеме мастикатор, значи не можеме да џвакаме, живееме во време кога се измислило сок. Имаме соковници, каде што можеме да ја. Значи сите што брзаме, треба да изедеме 40 јаболки денот, немаме време да ги џвакаме, пошто сме зафатени со еден куп други работи, најлесно да ги шлапнеме или во соковник, или во блендер, стаја вода, луѓе и тоа ни е најлесно да се уедиме да се пиеме цело. Тоа не е природно и не треба така да биде, меѓутоа мислам
нашето искуство дека е убаво барем еден ден во недела и така би требало сите да почнете, се надевам после нашиот разговор, дека ќе ви биде јасно дека еден ден во недела ќе испречате че ја денеска само ушите. Никога, например, кога има 18 години, бил релативно многу дебел, има преку 100 кила и еден ден решил дека ќе јаде само праска. На 2 месеца дошло на 17 кила. Само праска и вода се пие. Никому ништо нема да му се случи. Напротив, телото ќе се изчисти, ќе се хидрира и овошето има сите минерали, тоа беше ствари главната тема, дека сите минерали на страна ензимите, сите витамини, се е содржано во овошето. Па макар и прскано. И сега тука доаѓа таа дискусија, ама знаеш ова е прскано не. Значи ако изборот е не прскан патичен, прскан, логички да го вземеш не прскан. Ако млечните производи, млекото млечните производи се наука. Реално, и може да имаме многу научни студии. Јадењето, конзумирање место е само ниво на свест. Нема никаква причина, морална, етичка, научна да се јаде месо. Никаква. Не сумеш смрт, следуваш смрт. Ништо. Нема никакво оправдание. Ама против ова, никакво оправдание. Сите најголеми научни институции во светот, ние живееме во Хајдеберг, еден од најстарите универзитети во Германија, еден од најголемите истражувачки центри за карцином, Deutsche Krebsforschungszentrum, кој што 2017 година искочи со огромна студија, кај што кажа дека црвеното месо е главен причинител за карцином во телото. Фала Богу, нешто од толку испрани пари да одат во прав правец, да речат да призна дека стварно месото е штетно. И за блендерите можеме после да разговараме, да разкажаме секакви блендери сме пробали. Нормално имаме дезидратор, дома имаме. Купете еден, било како, само секој што треба да има. И најефтиниот. Прво да се почне од нешто друго. И најефтиниот е подобар од никој. И сега овие тука би се сите излистани, никога многу го сакаме, типом ќе ви разкажете него, ама во суштина има еден филм, се вика The Game Changers. Идејата беше зошто ставаме бодибилдери. Зошто имаме тој маркетиншки трик, дека ако си здраво граден или толку килограми и така натаму, дека тие се пример за здравје. Јас често пати кажувам дека последните Мистер Олимпија, победници на Мистер Олимпија, почина. Што значи дека и најбарите бодибилдери починуваат од болести. Значи починуваат од инфаркти и од откажување на бубрези и така натаму. Значи не е точно дека ако изгледаш убаво, дека си здрав. Или физичката активност. Во нашето искуство физичката активност е 20% од здравјето, 80% е храната. Према за физичкото здравје. Менталното и емотивното тоа е друга тема. И во филмот The Game Changers Арнолд Шварценегер зборува за нас најлесен е Џоковиќ. Дали сте го знаеме Џоковиќ? Да. Дали знаете Џоковиќ што јаде? Жива храна. Само растителна, природна храна. И тоа... Ќе дојде пауза за гем, така да имаме пауза. Дали се сетнали еден тенисет да нарача на пауза хамбургер? Да. Што е да тенисиете кога имаме пауза? Банана обично. Банана. Што има банана? Јаве хидратен, шекер. И што е најново сега на Новак Џоковиќ, што е аквелен? Вика, дајте ми датуле, дајте ми урми. Се знаете колку многу пари Џоковиќ троши на нутриционисти? Знаете колку многу луѓе се платени таму за да му прерачунат колку и што треба да изеде? Значи, ако он тоа го смислил, некој него му го размислил, дека така треба да се храни, ја мислам дека е доста интересно. Стана една огромна дебата сега, многу интересно. Препоставам дека гледаш колку чини тренинг програмот, исхраната на еден Леброн Джеймс. Зошто сите спортисти порано на кариерата завршуваат максимум до 30 години, односно пикот на својата кариера, 30 години. Днес имаме Леброн Джеймс, кој што на 40 години се уште игра, постигнува кошеви од 30 па и нагоре. Кристијано Роналдо на 37-8 години се уште активен фудбалер, постигнува врвни резултати, голови и многу Џоковиќ 37 години се уште активен тенисер. За жал, повреда тешка пред неколку дена, но се надеваме да продолжи понатаму. Сакам да кажам дека
тој тренинг програм и нутриционизмот се исклучително битни за постигнување на подобри резултати. Мислам дека Джуковиќ има напишано, не мислам като знам дека има јави за да победиш. Да победиш и to win. И to win, и каже што он објаснува во книгата дека поради промената на неговата исхрана на растителна природна исхрана, дека он станува рекет број 1 на светот. Дека претходно не можел да ги постигне резултатите бидејќи телото неговото е тело пала. Секупно да го пронајде својот внатрешен метод. Значи како бурен карактер, знаеме што се случуваше 2005, 2006, 2007 година, кога своите мечеви ги завршуваше и порано, едноставно ги предаваше мечеви. Да, 2007-2008 година се случува нешто ново во И сега тука доаѓа доктор Ален Дудич од Хрватска, неговата книга "Излечете се сами", на голема наша радост, книгата е преведена на македонски, можете да ја набавите. И значи Ален Дудич, кога јас прв пат го прочитав, тоа беше пред 2 години, книгата иначе ја прочитав возејќи се од Нови Сад до Виена, ми беше прочитана, бидејќи како ја да сум ја пишувала. Таму се објаснети на многу разбирлив начин нашите метаболички процеси. И сега луѓето ќе речат, ама наследно ми е диабетот од баба ми или наследно ми е, не знам, рак на дебелоцевот, значи наследено ми се плавите очи и долгите нозе евентуално. Наследено може да бидат навиките кои што се флексибилни. Значи јас мојата боја на кожа не можам да ја сменам. Ама мојот начин на исхрана може да биде многу различен од моите родители или од моите баби. Тука е прашање на знаење. Овој човек, Ален Дудич, има холистички пристап. Што значи? Дека он, ние секогаш се шалиме, кога отидеш на докторот, с доктора ме боли десно колено, ти рече, извини, јас сум доктор, Јас само сум за лево специјалист, колено. јас за лево сум специјалист. Значи не може да се гледа од контекста се вади телото, кога ја кога се движам не. Или вика имаме денска предлог доктор, има малку лекари, лекари лечат, доктори. Тој Ален Дудич излекува многу. Само со просто објаснување дека треба, ние сме овошкарци или фрутаријанци. Можете да најдете еден куп референци на кој што јаде и погрешно е да се прифати дека болеста. Ако до сега заклучивме дека јагли хидратите, вклучително и мачиното млеко, кај што содржи најголем концентрација на хидрати. Ако нас не сме во стратификацијата во пирамидата како најсупериорни на планетава, токму заради нашиот мозок, а нашиот мозок што се кај случаи во јагли хидрати, дека не се битни да внесуваме квалитетни јагли хидрати кои што има исклучиво во овошје. Тоа е темата. Значи, дадеме исправно гориво, нашето искуство е минимум 6 месеци транзиција на диета, многу болните луѓе немаат време за транзиција, одат право на само овошје. Овие се луѓето од кои што мене ми се најдраги, има многу луѓе кои што се свесни, кои што јадат само жива храна. Филмовите, мојот помилен, задолжено на сите наши курсеви, значи прво мора да се изгледа пред секој ми е гледан. Прекрасен филм од 2010 година, има Не, два дела. 6. Може да и порано, да, може да и порано. Ние лично се знаеме. Да, ние лично се знаеме со Джо Крус, сме во контакт со него. Значи он се вика Джота Джусер и он од 145 кила, значи тој е еден многу богат човек од Австралија, тој што се мачал со здравјето и можел да си позволи да оди на секакви клиники, испитувања, да испробува 300 купоштини, да еден ден некој му каже, еден од тие докторите што го советуваат таму, дека треба да преде на 100% овошје. Па дури во филмот кој ќе го гледате, е убаво да го гледате филмот, од целокупниот тој процес, кој што трае некаде околу 60 дена, стојат доктори во позадина. Цело време го контролирам. Значи има и доктори кои што имаат и развиена свест околу Е, само прави еден шок. Значи он зема 60 дена да пие само сокол. И после првите 4 дена не им дава на камераманите да го снимат, зашто било многу лошо. Кој ќе тргнат од дровите, тоа се исто како со било која друга дрога. И готвената храна е ствара зависност. И му е криво, ми беше криво што не ме снима за да видите колку е тешка тој предан и тоа одлучено со договори со камераманите и со докторите, 60 дена пие само сокови. Сите лекови ги фрла, а пие еден грст лекови
И скоро сите симптоми му ги снимам, нормално, да го ослабите на тоа не, мислам, тоа е нус појава, ние сега за обавина тука и за фитнес не правиме моја. Книгите, јас ги понесов некои од книгите, тука се сега блокираат. Можете да ги имате на слайдот, а може да ги фотографирате како изгледа. Голем дел од нив се преведени, ги имаме на српски, на македонски малку се преведени, меѓутоа може да се сниме и во PDF, има ова. Една од моите најинтересни книги беше Eating Amos, каде што новинарот истражувал што да си го рани бебето, вика ај за мене ставам свесвашта, ама кога ми се роди синот, тога веќе почна на боли. Или конкретно Антонија. За масления, али Антонија немаше проблем да му ушто млеко да сложи. Никогаш. Од младево млеко, значи зборуваме за бебенце од 2-3 месеца, односно после дојумниот период на Милена, е што го пролонгиравме со замрзнување на млеко, мајчино млеко, потоа никогаш веќе немаше проблем млеко. Има разни интересни приказни, например, овој Митју Кенија со 5 звезди, Мишелин звезди, сте чули за Мишелин звезди, не сте чули? Значи тоа се човек што си направил во Њујорк, на Манхетан, прекрасни ресторани за жива храна. И така. Кристина Фулиро има, значи тоа се примери на позитивни примери кои што не се доктори, не се занимавале, значи тоа што сме ние сме здрави, ние сега треба да си играме со храна. Да си испитуваме нови вкусови, да си експериментираме. Домот ќе видат за нашево подневе да се задржиме на Новак Ѓоков. Значи да се фатиме за најдобриот тенисер на сите време. Значи не зборуваме за ова ера, зборуваме по сите податоци статистички за најдобриот тенисер на сите време. Еден од најголемите спортисти на сите време. Домот ќе видат со него да се задржиме. Благодарност до ова прекрасно семејство кој што дошло мојот живот по молитва валјда моја и по нарачка, затоа што они добиле идеја дека може да се организира и овој фестивал на овошето во Македонија. И во септември ќе идеме на една позитивна страна, ќе дојде доктор Даглас Грахам, само не се вика така, он се Даг Брайан, се вика на англиски, ама ја така си го викам како што се пишува. Докторот е 73 и 4 години, колку на сега 70? 50? Добра. Он на своите ранења дига 130 кила тегло. Значи има врска возраст. И не мора да биде тоа пример секој. Си речат, дама, прабаба ми живееше 105 години. И да е дека има италијанска порука, вика, веројатно ми биде како вика, боле живети еден ден као овца, како лав, него 100 години као овца. Што значи дека не е битно колку се живее, колку ќе се излупираме на овој свет. Значи, нашиот Тоше Проевски колку години живееше? Ама остави аманет за генерации после. Значи, да не се фаќаме за бројки, калкулации, како позитивни примери. И сега доктор Даглас ќе дојде во јули, ќе дојде во Македонија во Охрид, тука ќе имам работа повеќе со болни луѓе, така што има еден консултации, има многу примери на излекување. И тоа е прашање 3 недели, значи не правиме ние молат за години, месеци, машини, лекови, суплементи и така натаму. А во септември ќе дојде на една позитивна манифестација, како што ние ќе добиеме прилика да му ја покажеме Македонија. За да му ја покажеме него и на светот, бидејќи он ги кани сите одат по него. Денеска гледам, не знам, Сабајле постирал за овошниот фестивал, дека 30 луѓе таму ќе дојдеме, ние ќе дојдеме, значи правиме муавет за цел свет, каде што Македонија ќе ја прикажеме позитивна конотација, не да видиме стално колку има џубе, колку не. Гледате овошето, гледате што све расте кај нас и гледате како ние знаеме тоа што го имаме да си го потребиме пред се на себе. Не можеме ние да се истакнеме, ако не... Често пати... Тоа што зборуваш, тоа е правило. Често пати со сопругата кога патуваме и со своите лични професии, со колеги од широм Европа, која ќе ме праша how come you so proud coming from a small country, from a small nation? Како да си толку гор, а дојдеш со толку мала држава, со толку малку народ. Ја често пати имам, кога идете во Франција, кога идете во Шпанија или во Италија, и ќе нарачате типична овошна салата. Во
Во Франција се вика салата масемон. Во Шпанија се вика салата Македонија. И во Италија се вика салата Македонија. Што значи дека секој ќе вела in one cup, значи во една чашка, different fruits, различни овошје, different ethnical societies, различни етнички заедници, different but speak only. Значи убаво е да се биде македонец. Убаво е да се живее под ова сонце. Така да треба да го искористиме тој момент. Фала ви што не слушавте. Се надевам дека ќе ви остане нешто за размислување. Сега ќе ви покажеме, никога ќе ви направи една нутела, ние се нутела, просто нема да забележите дека е различно од бугачката нутела. Јас ќе ви направам мохито. После тоа ќе пиеме по еден смуди. Не, прво ќе направиме смуди да се освежиме, бидејќи прво нема вода делчно да се хидрираме. Така да ќе направиме прво смуди да Дали некој е алергичен на нешто? Да, не. Да. Да баба ми да обично има алергија на тоа? Не, ореве некогаш знаат, некогаш Во јагодите знаат. моментот на праска на кајсија и камбанана Не, никој нема. тоа нема. Така да Не. си имаме неформален дел, нема потреба веќе.